Во срцето на главниот град на Македонија, ВФЛП Фонд Менаџмент стои цврсто како инспирација за иновации и доверба во финансискиот сектор. Водени од тимот искусни професионалци, ние не управуваме само со вашите средства, туку создаваме наследство вкоренето во сигурност и перспектива. Инвестирајќи во над 1000 квадратни метри врвен деловен простор, ја потврдуваме нашата посветеност кон Македонија и овдешните клиенти. ВФЛП Груп, за посветла финансиска иднина на сите. Добро вечер на сите и добродојдовте на нашиот нов ВФП квартален инвестициски подкаст. Вечерва заедно со мене се две многу успешни дами од ВФП групацијата, со кои што вечерва ќе дискутираме на теми како што се инвестирање, лични финансии, кариерен развој и глобални економски случувања. Јас сум Марио Ѓоргиев, председател на управниот одбор на ВФП Пензиско друштво и член на инвестицискиот одбор на ВФП Фонд Менаџмент. А вечерва заедно со мене од левата страна е нашиот раководител за инвестирање, кој што е дипломиран математичар на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Го има положено првото ниво од CFA програмата, како и лиценциран портфолио менаџер во Република Македонија, Ивана Ташковска. А од мојата десна страна е исто така една многу успешна дама, која што е лидер на тимови во продажба, инвестициски агент, пензиски агент, лиценциран осигурителен брокер и при тоа во својот тим има многу млади луѓе кои што ја развиваат својата кариера и нешто што е навистина за една голема пофалба е тоа дека нејзиниот тим во која што и таа припаѓа всушност имаат една неформална академија со која што ги развиваат новите млади надежни кадри во нашата групација и од аспект на кариерен развој, но и од еден аспект на личен развој. Сања Драскачова. Добро вечер. Ивана, 2024 година беше година во која што заштедите на инвеститорите во нашите фондови навистина значајно порасна, односно имаше прилично добар принос на пазарите на капитал. Дали ќе може да почнеме всушност со тоа да ги видиме резултатите на инвестициските фондови во 2024 година и да видиме кои беа настаните кои што влијаја за овој резултат. Така е, Марио, 2024 година беше доста успешна за нашите фондови. На табелата можеме да видиме дека нашиот најголем акциски фонд, ВФП Премиум акции, оствари годишен принос од 12,68%. Вториот поголеми на наш акциски фонд, ВФП Дивиденда акции, оствари 15,23% годишен принос за 2024 година. Нашиот обврзнички фонд ВФП Бонд оствари 5,13% годишен принос за годината. Нашиот кеш фонд ВФП Кеш Депозит оствари 2,48% и нашиот најнов акциски фонд ВФП ADX акции од почеток на основање па до крај на 2024 година оствари 2,09%. Од табелата исто така можеме да видиме дека кварталните приноси, односно приносите за последниот квартал од 2024 година немаше некои придвижувања, односно сите се околу од 0 до 1%, освен ВФП ADX акции кои што оствари 2,4%. Додека сме тука кај приносите и остварувањата за минатата година, може да ги видиме и приносите исто така и за нашиот доброволен пензиски фонд, ВФП Доброволен пензиски фонд, кој за минатата година, за 2024 година, оствари 14,51% номинален принос, додека 9,71% реален принос, односно принос од земена инфлација. Сега да дадам и одговори на вториот дел од твоето прашање, што влијаеше врз резултатите од минатата година. Минатата година повторно во центар, во фокус на инвеститорите, остана инфлацијата и каматните стапки. Во втората половина од годината веќе централните банки низ светот започнаа со намалување на каматните стапки, бидејќи инфлацијата веќе полека почна да се стабилизира. Иако се уште е над таргетираното ниво од 2%, сепак веќе започна некаква стабилизација на инфлацијата.
И понатаму истото што го зборувавме и минатите подкасти, повторно еден од главните настани беа вложувањата и истражувањата во делот со вештачка интелигенција, каде што имаше некои компании кои што доста добро перформираа, како што се Nvidia, Meta, Alphabet, компании кои што се засегнати во тој сектор. И дополнително на крајот на годината ја завршивме во ноември со претседателските избори во Америка, на кои што победи Трамп и кои што исто така доведоа до некаков оптимизам на пазарите. Во главно минатата година доста добро перформира и од тоа што можевме да видиме од табелата согласно структурата на нашите акциски фондови, американските компании, особено секторите информатичка технологија, комуникацијски услуги и потрошувачка циклична, додека некаква стагнација за минатата година има секторите здравство и енергија, кои годината ја завршија околу 0%, односно нема некаков значителен раст во споредба со секторите кои што ги споменав. Така, значи можеме да видиме дека резултатот на годишно ниво е навистина значаен. Последниот квартал нема големо движење. Да. Главните настани ги спомнавме, сега сме во момент каде што нова клима има, нов претседател во Америка кој што ќе носи некои различни движења на пазарите на капитал, па останува да видиме како ќе се движи во една целокупната економија. Сега ги збориме резултати на инвестицијските фондови, но можеби дел од гледачите не се упатени точно како функционираат инвестицијските фондови, зашто точно збориме, како луѓето штедат во овие фондови, како се оплодуваат средствата и така натака. Па сања можеби за оние кои што прв пат се соочуваат со ваква тематика и им било интересно да слушнат нешто еден ваков подкаст, дали би можела ти на некој поедноставен начин да ни објасниш што се инвестицијските фондови и зашто всушност им служат на граѓани? Јас тука би употребила две теории. Првата теорија е службена, која вика дека инвестицијските фондови се финансиски продукти кои што прибираат средства од потенцијални инвеститори за да може да ги пласираат во различни финансиски инструменти, како што се акции, обврзници, депозити и така натаму. Меѓутоа, таа нестручна теза и од мое лично видување е дека инвестицијските фондови се една најдобра шанса во економијата што се случила на македонските граѓани за да може да им даде можност да пласираат дел од својот капитал за да задоволат повеќе нивоа на потреби. Сега се враќаме на тоа зашто служат инвестицијските фондови. Јас би рекла дека инвестицијските фондови задоволуваат повеќе нивоа на потреби. Прво имаме одредена диверзификација на портфолио, каде што Ивана ги наброја кои се тие фирми, кои сектори, валутна изложеност, географска изложеност, каде што македонските граѓани едноставно добиваат шанса да го пласираат својот капитал надвор од државата. Да, значи некоја разлика, пример од тоа до сега што сме научени, само во недвижнини во Македонија или пак само на нешто банки во Македонија и така натака, сега има? Сега има апсолутно многу подобра опција за сето тоа, можеме да ги разгледаме сите тие опции. Втората е ликвидност на средства, значи како што ги спомна недвижнините, добра тема отворивме сега, доколку македонец инвестира во недвижнина во Македонија, многу е тешко дека во краток период може да повлече дел само од неговите средства или може да го продаде станот за многу краток период за да ја врати својата инвестиција назад и прашање е дали ќе биде инвестиција со овие осцилации на стамбените објекти во Скопје или во Македонија. Ликвидноста е исто уште една поволност од инвестицијските фондови, транспарентноста на средствата и едноставно јас секогаш кажувам можноста за планирање на инвестициите, тука ја ставам како голем придонес во инвестицијските фондови. Сепак служат на клиентите да им дадат да остварат еден побарувачки резултат за одреден временски период,
А јас секогаш викам дека има две правила во светот, или ние ќе работиме за пари, или парите ќе работат за нас, па така да сметам дека уште една предност е да можеме да направиме една пасивна инвестиција во делот на инвестирањето. Така, баш се согласувам, бидејќи стварно инвестициските фондови се една реална вистинска пасивна инвестиција. Мислам дека другите инвестиции кога нешто ќе инвестирате во собствен бизнис или па дури и во стан и така натака, сепак бара некоја активност од ваша страна. Апсолутно, да. Ние често се соочуваме на терен да клиентите не прават едноставно разлика помеѓу пасивен и активен бизнис или пасивна или активна инвестиција. Да, супер е да имаме активна инвестиција на која што ќе трошиме време, енергија, труд, знаење, ќе ни одземе дел од нашето време кое што би го посветиле на нешто друго, за да оствариме одреден принос. За разлика од тоа, инвестицијските фондови реално имаме професионалци кои ги управуваат тие средства, кај што можеме да се потпреме на нешто што е сигурно да не одиме и со емоција во бизнис и во инвестирање, па од друга страна добиваме еден одреден баланс, сигурност, пасивна инвестиција која што може да ни направи сосема солиден приход. Одлично. Ивана, сега вака кога ни се малце појасни фондовите, нели тие се составени, всушност луѓето кога инвестираат во еден инвестициски фонд, тие инвестираат во портфолио од повеќе различни, примерно ако акцијски фонд, во повеќе различни акции на кај нас на големи мултинационални компании. Сега, за да се постигне тој резултат за инвеститорите, односно таков раст на средствата, требало да пораснат и инструментите кои што се дел од портфолиото, односно самите акции на компании во кои што сме вложувале. Па еве ме интересира кои се топ 5 компании од, бидејќи видовме дека ВФП дивиденда акции беше, да кажем, можеби со најголем принос, ако не се лажам, во последната година. Кои се топ 5 позиции кои што најмногу влијаја на тој позитивен резултат кој што беше остварен во фондот? Топ 5 позиции кои што има најголемо учество во добивката за 2024 година за ВФП дивиденда акции беа Nvidia, Meta Platforms, Apple, Mitsubishi и Amazon. И можеме да видиме дека 4 од овие 5 компании се токму од секторите кои што ги споменав и во претходното прашање, се дел од информатичка технологија, комуникацијски услуги или потрошувачка циклична. Сега ќе кажам во кратки црти што секоја од овие компании работи, иако верувам на повеќето од нас не се и познати и доста сме слушнали за нив. Nvidia е една од најголемите компании за производство на графички процесори кои што се понатаму се користат во вештачка интелигенција, во дата центри, клауд услуги, така натаму. Најмногу за Nvidia слушнавме минатата година кога ги креираше едни од најмоćните чипови во светот, кои што мора да се користат при развојот на вештачката интелигенција. Дополнително компанијата ја вклучуваме како дел од портфолиото, бидејќи има одлични растови на приходи изминатиот период, на добивки, добри бруто маргини, нето профитни маргини и слично. Следна која што доста учествуваше во добивката на фондот беше Meta Platforms. Meta Platforms нас ни е позната доста по социјалните мрежи, значи по Facebook, Instagram и WhatsApp. И најголемиот дел од приходите им доаѓаат од таргетирани реклами. Меѓутоа, тука исто така доста интересно што и тие многу вложуваат во метаверс, секогаш се во вештачка интелигенција, исто во виртуелна реалност и секогаш некако успеваат да бидат во тек со трендовите, што излегуваат на секаде низ светот. Трета е Apple, која што покрај сите што ја знаеме по iPhone-ите, по iPad, iMac и слично, и iOS оперативниот систем, во изминатиот период доста добро ги развија и начин како да имаат повторливи приходи, односно да не бидат циклични само кога ќе има нов iPhone или нов производ, туку да имаат и приходи од некакви услуги кои што постојано клиентите ќе мора да ги користат, како што се, например, Apple Music, Cloud услугите и слично. И имаат доста добар... Да, нешто го збориме, пример, секој месец да ни се чуваат сликите, плаќаме по $5, $2 и така натака. И постојано и можеш да ги зголемуваш, бидејќи се повеќе имаш и слики, уште $1, уште $1. И, мислам, тоа се обновливи приходи кои што постојано луѓето кои што ги имаат нивните производи мора да ги плаќаат.
И дополнително исто и така имаат добар начин како да ги задржат клиентите да ги користат нивните производи. Четвртата е Mitsubishi, тоа е јапонски конгломерат кој што интересно е што не е застапена само во еден сектор, туку работи во доста различни сектори. Значи, дали тоа се природни ресурси, дали метали, па и трговија со облека, со руда и слично. Значи, преку инвестирање во таа компанија индиректно сме изложени на повеќе сектори ние. Јапонска компанија има историска добра исплата на дивиденда, така што е интересна и за инвеститори кои што сакаат некој постабилен приход на дивиденда да имаат. И последната е Amazon, која што е една од најпознатите за интернет продажба. Меѓутоа исто така доста добар дел од приходите им доаѓаат и од рекламирање и имаат еден од најголемите клауд софтвери во светот. И нешто што е интересно, например, за сите овие компании што може да видиме, дека се сите големи компании кои што работат со високи бруто маргини, не се многу задолжени и доколку имаат долг, доста си ги покриваат каматите, прават висок поврат на средства, на капитал и слично, што на некој начин ги отсликува и компаниите во кои што вложуваме, кои што ги бираме да бидат дел од нашето портфолио. Согласно резултатите кои што ги има во последната година, веројатно најпаметно ќе беше на почеток на годината сите пари од фондот да ги вложиме само во овие 5 компании. Ама некако не го направивме тоа. Дали ти е криво за тоа? Не ми е криво, бидејќи иако, мислам, сега се супер расставите на овие компании, мислам, доста лесно може да се каже еден збор од некој директор во светот или од некој представник или било кој што може да доведе до пад на цената на акцијата. Што, например, го видовме исто со во минатиот период, кога имаше, например, од DeepSeek, кога извадија и нова платформа, слична на ChatGPT, што доведе до одреден пат на компаниите од овој сектор. Така што, заради тоа, кога вклучуваме повеќе компании, иако имаше голем пат на компаниите од информатичка технологија, сепак нашите фондови заради тоа што беа диверзифицирани немаше толкова волатилност во фондовите. Реално секогаш е многу лесно да се каже минатата година супер во овие од кога ќе помине, но и мене никогаш не ми е криво во тој аспект, бидејќи секој голем принос кој што се остварува реално во себе носел и одреден ризик. Сега сме во период кога растат берзите и проблемот е што луѓето мислат дека тоа што се случило минатата година сега ќе продолжи да се случи во иднина. Но и како што кажа, можеше да излезе уште полоша информација дека конкурентска компанија, пример на Nvidia, направиле понови чипови, или во Кина некоја компанија таму извадиле подобри чипови од Nvidia и тогаш се случува, ако бевме вложени само во овие 5 компании, тоа е неверојатен ризик за инвеститорите. А инвеститорите кои ги пласираат средствата, на нив им е побитно да се чувствуваат дека тие средства сепак им се заштитени, отколку дали ќе направат 10%, 7% или 12%. Да. Така да битен е приносот, но ние мораме да управуваме и со ризиците во целиот тој процес. И заради тоа и ги вклучуваме, например, и тие поодбрамбени сектори кои што нудат некаква стабилност или пак дивиденди или за да има некаква стабилност во портфолиото, баш и во кога се поволатилни периоди. Оние подосадни сектори кои што младите сметаат дека не се толку потенцијални за раст, но реално се многу корисни за време кога ќе има кризи и рецесии, а тоа мораме да бидеме реални дека не може да не постојат во економијата, мора во одреден момент да се случат. Сања ги дискутиравме резултатите на фондовите, ги видовме резултатите на нашите инвестициски фондови, на пензискиот фонд кој што навистина е импресивен, ако не се лажам, мислам дека и најдобар резултат после ВФП дивиденда акции има како на 14%, Да, што е импресивно и некарактеристично, тоа е прилично добра година. Гледаме дека се многу добри резултатите и луѓето можеби не можат уште да сватат зашто се процентиве, што е 14%, што е 15%. Тоа, ајде да кажам, наједноставно човек кој што вложил 100 евра на 31.12.2023, 31.12.2024 имал 115 ако се работи за ВФП дивиденда акции. Ова дефинитивно не е нешто што е карактеристично за секоја година дека ќе биде така. Ќе има години кои ќе бидат и негативни берзите, и позитивни и така натака. Но на долг рок, доколку се види, сепак акциите се имаат покажано
како навистина добра можност за вложување и инвестициските фондови со кои што управуваме се покажале во овој период во кој што функционираме, повеќе од 10 години веќе, како навистина добра можност за инвестирање на македонските граѓани. И покрај тоа што овие резултати се далеку повисоки од некои други по-широко користени производи, сепак одреден број на луѓе се уште се двоумат дали да инвестираат. Имаат одредени сомнежи, недоумици и така натака. Па еве што би препорачала ти за да им помогнеш да ги преминат тие сомнежи кои што ги имаат и да донесат една одлука во еве оваа другава насока. Дефинитивно се соочуваме со проблем, ајде да кажам во наводници, кај луѓето кои што немаат допирна точка со инвестициски фондови или прв пат се соочуваат со нешто такво. На терен реално ги граничиме, ајде да правиме разлика помеѓу тие бариери. Едните се од лична природа, дали се некои чувства кои што се будат кај инвеститорите потенцијални, како несигурност, како недоволно знаење, страф од губиток на средства. Другите се повеќе на економска страна или луѓе што веќе нешто читаат и знаат, па прават некои предпоставки за тоа кога е поволно време и кога не е поволно време да се инвестира. Нема да ги дискутирам тие вторите, затоа што навистина не постои поволно време за инвестиција. Најповолно време било вчера, следно поволно време е денес. Меѓутоа, сакам да се задржам на личните чувства кои што се јавуваат кај потенцијалните инвеститори. Првото е, мислам, недостаток на знаење. И ние, македонците, имаме еден дискомфорт кога станува збор за незнаење и многу често клиенти на терен доаѓаат и ме предупредуваат дека не знаат ништо за инвестициски фондови. Знаеш, тоа е како некоја нивна бариера. Јас секогаш им кажувам било што да работат. Последен пат имав со стоматолог состанок и викам, јас кога ги добијам за боболка, сигурно не одам да учам 6-7 години стоматологија, па да научам како сама да го поправам забот, него едноставно консултирам професионалец кој што ќе го направи тоа. Така да, мислам дека најдобро нешто е да се држат до професионалци, до луѓе што се лиценцирани за да го направат, да го постигнат очекуваниот резултат кој што го имаат они за пласирање на нивните средства. И како би ги ослободила од истото е тоа да почнат со помала сума на средства на инвестирање. Многу е важно потенцијалниот инвеститор или сегашниот инвеститор да чувствува релаксирана атмосфера, да не му ствара инвестицијата било каков притисок. Прво затоа што инвестицискиот фонд е маратон, не е шпринт на кратки трки. Не постои нешто такво како брзи пари. Сега ја ќе се навратам, имаше едно интервју на Ворен Бафет, заедно со мислам присуствува на еден подкаст и го прашува, се упатува на него прашање кој е најлесниот начин да човек стекне богатство. И Ворен Бафет одговара, ако не сте доволно навлезени во светот на финансиите, добро е да се држите до инвестициските фондови. И објаснува дека за одреден временски период од 40 години при инвестирање на 100 евра месечно се гради капитал негде околу пола милион евра. Значи тоа е според нивни пресметки. И тогаш го прашува водителката Ворен Бафет, ако е толку едноставно, зошто сите луѓе не го прават тоа? Ворен Бафет вика затоа што никој не сака да се збогати бавно. Сите сакаат да се збогатат брзо. Тоа не е услуга што ние ја нудиме и затоа секогаш кажувам да бидат инвеститорите спремни, да почнат со малку, а најдобро нешто е само да почнат. За да може да го осетат целата тоа функционирање на инвестицискиот фонд, па да можат да осетат една смиреност и потоа да се решат да прават понатамошни следни инвестиции. Така, сега кога сме веќе на муабетот дека треба само да почнат, мислам дека уште еден многу силен аргумент всушност е и феноменот на compound interest, односно онаа моќ на времето кое што постои. Тоа што ти го кажа, најдоброто време било вчера, веројатно најдоброто време било пред 10 години да почнат да вложуваат, за да имат да го почувствуваат таа моќ која што има камата на камата. Па еве Ивана како нешто што е најмоќното нешто во инвестирањето на долг рок,
би можела ли ти на некој поедноставен начин да им го објасниш на нашите гледачи што значи компаундинг, каматување, и како тоа има реален ефект врз заштедите на луѓето кои што штедат на долг рок? Вкаматувањето или сложената камата е кога, едноставно кажано, кога камата или принос не се пресметува само на иницијално вложениот износ, туку се пресметува и на претходно акумулираната добивка или камата. Или ако со некој едноставен пример ако кажеме, ако објасниме, ако имаме на пример една топка снежна на почетокот и таа започнеме да ја вртиме ние низ снегот, нели се акумулира постепено и на претходниот снег кој што бил, се акумулира дополнителен снег. И се повеќе после тоа и по површински повеќе снег се акумулира, па добиваме една голема снежна топка. Или еден друг пример, доколку имаме на пример едно јаболко и го засадиме тоа јаболко, па од тоа јаболко никнат две јаболка, па после тоа и тие ги засадиме, па ќе имаме после тоа и 4 јаболка и по одреден период веќе ќе имаме ни градина. Така што тоа е наједноставниот начин, ни пример да се прикаже сложеното вкаматување. Или пример еве на друг можеби постручен начин ќе го кажам. Пример, ако една компанија прави одредена добивка на тие средства и после ги реинвестира тие средства, и на пример ако имале 100.000 евра како компанија и 10.000 евра имале добивка, следниот пат нема да имаат пример ако си ја задржат таа стапка по 10% да имаат ROA, поврат на средства, тогаш тие 10% нема да бидат на 100.000, туку сега ќе бидат на 110, значи тоа се веќе 11.000 и тоа со текот на времето после 10-20 години станува навистина многу моќно. Пример, ако одредена инвестиција било потребна од 100 да стигне до 200 за 10 години, за следните 10 години од 200 за 400 ќе стигне, нема да стигне нема да стигне до 300. Да. И тоа е нешто што е многу моќно, посебно кога се штеди редовно, со редовни месечни уплати, на долги временски периоди може да се постигне. Јас исто така извадив една интересна статистика за нашите фондови, за уплатите во нашите фондови за минатата година. Тоа што спомнуваме дека треба да се може да се почне со помали износи, дека минималниот износ за уплата кај нас е 1000 денари. Ова се сите е бројката на сите уплати кои што сме ги имале во 2024 година. Во 2024 година сме имале над 34.000 уплати во нашите инвестициски фондови, од кои што доста интересно да се види дека 20.000 уплати, значи нешто над 20.000 уплати се помеѓу 1.000 и 5.000 денари. Односно најголемиот процент, повеќе од половина од тие уплати биле уплати од 1.000 до 5.000 денари, односно помали износи. Може би тоа биле и некои трајни налози со кои инвеститорите пробуваат да штедат, да стекнат некоја навика за инвестирање. Пошто после тоа значително се намалува бројката. Од 5.000 до 10.000 сме имале некои 5.800 уплати, за да најмалце сме имале над 10 милиони, околу 100 уплати во текот на годината во сите инвестициски фондови. Така што и од графикот, мислам, јасно се гледа тоа дека е за почеток дека треба и да се битно е да се започне. Дали со помали уплати, колку да се стекне таа навика за инвестирање, за штедење. Всушност, овдека баш во истата таа насока, некогаш луѓето кога мислат за зборот инвестирање, мислат дека треба да се има многу пари или дека тоа е нешто што само богатите луѓе или високата класа може да го прават, а всушност еве гледаме дека работите се сменети во општеството, односно постојат инструменти кои што возможуваат инвестирање во големи мултинационални компании за секој обичен човек, за средната, за пониската класа, во однос на финансиите кои што ги имаат, и гледаме дека всушност најголем број на уплати што нас и не радува се оние уплати кои што се редовни месечни уплати кои што се од 1000 до 5000 денари. Односно, ако не се лажам, медијаната беше 3100. Медијаната беше 3100 денари. Значи, средната вредност на сите уплати во фондот е 3100 денари. А најчестата уплата 2000 денари. А најчестата уплата беше 2000 денари. Така што е навистина одлично. Сања, како некој кој што има постојано контакт со луѓе кои што зборат за финанси, нормално кога
сакаат да ги доверат финансиите во нашите инвестициски фондови, сигурно кажуваат кои се финансиски проблеми и така натака. Па еве, мене ме интересира според тебе лично, кој е најчеста грешка што ја увидуваш во менаџирањето на своите финансии општо кај луѓето? Баш како што спомнавте сега, луѓето мислат дека треба да се почне со многу или треба да се почне со нешто многу малку кое нема да им направи апсолутно никаква разлика, нити во инвестирање, нити во личен буџет. Меѓутоа, мислам дека формулата е балансот. Тоа е првото нешто кое што можеме да го дадеме како предлог решение. Инаку на терен, дефинитивно сметам дека луѓето не прават разлика во финансиска дисциплина за потреба и финансиска дисциплина без потреба. Односно, дали средства ќе пласираме на краток временски период за да оствариме нешто или едноставно ги пласираме, не знам, за да одредиме наша финансиска слобода и така натаму и така натаму. И тоа е нешто што најчесто се среќаваме на терен кај што луѓе штедат, меѓутоа после извесен временски период кога ќе зашкрипи некој месец, посегнуваат по таа заштеда и ја користат за сосема нешто друго што нема да им направи никаква разлика. Тоа е првата работа. А втората работа мислам дека е пласирањето на средства во одредени финансиски институции кои што не водат во остварување на нивните лични цели. Не знам, дали се тоа банки, нивните каматни стапки, дали се тоа чување на средства под перница. Имаме многу такви случаи, всушност и банкарските депозити во банка, процентот и средствата ни кажуваат дека и не сме баш толку финансиски писмена генерација. Тоа не е тајна за да можеме да го кажеме. Јас секогаш им објаснувам на клиентите дека еволуира економијата. Им давам пример, не се лечиме исто сега и пред 100 години. Така, значи медицината еволуирала. Не користиме технологија исто сега и пред 100 години. Така, еволуирала и технологијата. И сега не можеме ние да очекуваме економијата да стои уместо. Така, нашите баби и дедовци чувале пари дома на времето, затоа што банките не биле толку сигурни во тој временски период. Така, потоа дошле нашите родители, па пласирале средства во банка, затоа што на времето се живеело од каматите. Често го слушаме тоа на терен. И сега моментално банките се сигурни, ама немаме едноставно добра камата која што би ни направила пораст на нашиот капитал. Наспроти инфлацијата што ја имаме. Значи тоа е една работа. Така да, како што реков, пак ќе се навратам на тоа дека инвестицијските фондови се на одлична можност за клиентите да направат одреден пасивен приход, при тоа да ги задоволат потребите за луѓето што сакаат да направат и принцип на вкаматување, и штедење со некаква причина, и мислам дека многу малку прават финансиски планови. Тоа, пак ќе речам, се уште се должи на можда незнаењето, недоволното, неформално образование за финансии и така натаму и така натаму. Меѓутоа па ќе се навратиме на истото дека постојат луѓе кои што можат сето тоа лиценцирани да им го овозможат и да направат финансиски планови за нив, па многу лесно да се решат тие несигурности што ги имаат луѓето и двоумици. Ивана, можеме да се согласиме дека навистина од една страна луѓето имаат еден потрадиционален начин на штедење преку депозити и штедење под перница, за кој што според нас треба тоа да напредне и да се воведат инвестицијските фондови во тоа штедење. Но според мене некако, доколку ја гледаме сега историски како некои настани кои што се случувале, можеме да забележиме дека сепак македонците од другата страна па можеме да видиме дека своите заштеди ги пласираат и во еден вид на шпекулативни места кои што нудат брзи добивки, односно големи добивки за кратко време. И тоа најчесто не завршува лошо за заштедите на луѓето и тоа според мене е една од можеби поголемите финансиски грешки кои што ја прават.
Овдека можеме да ги наведеме конти шемата, претходна друга апликација која што со кликање така па собирање, дуплирање на парите и така натака. Потоа имаме измамата со OneCoin, со познатата Ружа Игнатова. Твојот совет, односно што ти правиш за да забележиш некој warning signs или предупредувачки знаци кај одредена инвестиција или можност за пласирање на твоите лични пари? Мислам дека како изминатиот период нешто требаше да не научи, конкретно да овие случаи кои што ги спомна, кои што се јави и каде што луѓе стварно изгубија пари, беше дека треба да избегнуваме брзи добивки, најавување на апликации кои што со кликање на реклами ни заработуваат средства, трансформирање, ветување за трансформирање на 1000 евра во 10.000 евра, например, за една недела. Реално таквите случаи се речиси невозможни. Нешто што најчесто треба да се провери пред да се уплатат средства на таков начин или да се инвестираат е да се провери дали има некаков закон кој што го регулира тоа, дали има некакво регулаторно тело, например како што е кај нас Комисијата за хартија од вредност, до каде што доставуваме извештаи и секакви потврди било што и да треба. Бидејќи најчесто примери во таквите случаи на инвестирање и доколку прашаме, например, дали има некаков закон, како би ги повлекла парите или слично, одговорот би бил не, ова не е регулирано, нема закон, не се грижи и слично. Така што треба доста да бидеме информирани во тој дел. Нешто друго дополнително што исто така е важно да се види е дали има некаква историја изминатиот период, дали како се однесувале тие ветувачки производи во периоди кога имало пат на економските циклуси, имало пат на берзите, бидејќи знаеме во минатото се случувало да има и растови и падови. И сега сето тоа супер изгледа во периоди кога берзите се во нагорна линија и се остваруваат, има потенцијал да се остварат високи добивки, меѓутоа да видиме како историски се однесувал тој производ во периодот кога имало пат на економскиот циклус или пат на берзите. Дали има некаква позадина од каде што црпи искуство тој производ или тој што ни нуди одреден производ. Така што доста е важно да се информираме од таков аспект. Така, значи треба да се направи баш истражување пред да се вложат парите, да не се летаме, бидејќи реално најчесто не постојат големи добивки за краток временски период. Па и најголемите бизнисмени, не верувам дека некој ги направил бизнисите од вложување на пари на апликација или на нешто така. Туку целата таа добивка била, верувам, на подолг рок, доста труд потребен за да се акумулира и слично. Со исклучок на исклучоци, најчесто секако има исклучоци, но секогаш има исклучоци, но најчесто е така. Значи, еве, и јас лично кога гледам каде да ги пласирам парите, прво гледам дали некој користи некои измамнички трикови, кликбейт реклами, за работи, ќе те научам како 10.000 да направиш $100,000 за краток временски период. Или проверувам, мене лично ми е битно да има регулатор позади нештото во што вложувам, бидејќи многу лесно може после тоа да не можам да ги повлечам парите, да немам кај да се пожалам, каде ќе немаш контакт. Многу често може човек кој што бил познат, лик, ако е и Ружа Игнатова е позната, па сега веќе не постои односно не се гледа, исчезнала. Затоа е битно да има и одредена институција кога според мене барем за моите заштити каде што се пласираат парите, и најбитно е да има искуство. Односно едно е некој кој што има искуство од над 10 години, па внатре во структурата има искуство и повеќе 30 години и така натака, каде што се виделе и рецесии и кризи, а друго е кога се доверуваат средствата на производи или луѓе кои што работеле исклучиво од 2020 година до денеска, кога пазарот на капитал е само во нагорна линија и доколку се вложувало во најризичните инструменти, веројатно дека ќе се оствариле најдобри резултати. Но истите тие најризични инструменти, прашање е како ќе перформираат кога ќе дојде одредена криза.
И веројатно тука главниот совет би било за луѓето да внимаваат на големи ветувања и да секогаш да се испитуваат од каде доаѓа тој екстра голем принос. Да. Како ако толку е голем екстра приносот, тогаш сите ќе го знаеле и сите ќе било многу популарно и така натака. Затоа што таквите... И сите ќе сме биле богати. И сите ќе сме биле богати, да. И тие мали надежи дека со тоа брзо ќе се збогатиме, на долг рок влијае негативно на нашите лични финансии, па дури видовме минатата година излезе статистика за парите кои што се потрошени на обложувалници, дека се многу поголеми отколку тоа што е заштедено. Значи, тоа за жал е показател дека сакаме брзи пари, а немаме дисциплина за редовно штедење, кој што всушност на крајот ќе ни донесе посигурна и стабилна иднина и за нас и за нашето семејство. Сега во нашите фондови видовме дека голем дел од уплатите кои што ги имаме се мали редовни уплати и дополнително па и голем дел од тие уплати, нешто што мене многу ме радува, доаѓа од родители кои што штедат за своите деца. Односно самите деца се инвеститори во нашите фондови. Што е многу убава работа, бидејќи нели се подкрепува таа стабилност финансиска која што детето може да ја има во иднина. Како еден прилично добар начин за штедење за родителите. Еве, Сања, ме интересира кои се твоите најчести совети и препораки кои што ги даваш на родителите во однос на инвестирање, дали да ги пласираат парите во нашите инвестициски фондови или на некое друго место кога се работи за штедење за нивните деца и дали воопшто треба да штедат за нивните деца. Јас најверојатно ќе бидам субјективна во одговорот на ова прашање. Прво затоа што сум јас еден од родителите кои што штеди за неговото дете во овие инвестициски фондови и нормално кога сум веќе во финансии, на почетокот уште пред да ја добијам Дора, гледав и разгледував и барав и кои се најдобри опции и така натаму и така натаму. Меѓутоа сватив единствено нешто што ме купи, освен ајде да речам, најголеми грешки што ги прават, пак ќе се навратам македонците, тоа дека пласираат средства за деца на штедни книжки и со оглед на инфлацијата која што имаме за одреден временски период кога детето би требало да оди на школа, најверојатно би било повеќе во минус отколку во плюс со делот на инфлација, меѓутоа тоа е сосема друга тема. На крајот на денот ние како родители се што правиме за децата. И се што ќе оставиме позади нас, ќе оставиме на нашите деца. И ако правиме разлика, освен добивката во инвестициските фондови, дали ќе пласираме во недвижнини или во штедни книжки во банка или ќе чуваме дома под перница, освен добивката не прави апсолутно никаква разлика. Меѓутоа, единствено нешто кое што прави голема разлика, огромна разлика е финансиската едукација во овој јуниор инвестициски клуб што го кажуваме ние. Бидејќи ако не ги научиме децата како со средствата што ќе им ги оставиме, едноставно не сме ја завршиле целосно работата. Ние познаваме многу бизниси од кои пропаднале само за тоа што се наследени, а децата не знаат да раководат со истите финансии. Така да таа финансиска едукација ми е, мислам дека број еден мотив за вложување и секогаш ја кажувам на родители и ја советувам за тоа што ние не сме финансиски едуцирана нација како македонци. Сега ние треба да извадиме прва финансиски едуцирана генерација, така, од нашите деца, која што ќе почне со финансиската едукација која имаме тука. Меѓутоа, ние не знаеме самите да ја кажеме на децата. Јас се сеќавам кога сум била дете, моите апсолутно никако и никогаш не разговарале за финансии со мене. Најверојатно и ние го пренесуваме тоа махинално на нашите деца. Па не разговараме со нив кои се паметни инвестиции, па баш сега ова што го дискутираме. Кои се добри, кои се лоши, како да се функционира во светот на економијата, како се користат парите, кредитите и така натаму и така натаму. Така да мислам дека тоа е
број еден можност за родителите, сите тие средства што се собираат од родендени, од разни награди на детето, да може да се пласираат во инвестицијскиот фонд, апсолутно ќе направат поголема добивка од каматните приноси во банка, а ќе направиме на додадена вредност кај детето, а тоа е финансиската едукација. Да, овде го очекуваме тоа дека ќе направат подобар резултат, поради тоа што децата обично имаат подолг временски период на вложување и затоа им е многу добар инвестицијскиот фонд, акцијските инвестицијски фондови за вложување за остварување на цели на децата, бидејќи обично детето, пример ако има 5-6 години до наполнување на нивни 18 или 22 години, без разлика кога ќе ги користат тие средства, има долг временски период, а статистиката, нели, историски гледано, тоа не секогаш може да биде различно во иднина, покажува дека акциите се покажале како подобар инструмент за вложување од останатите класи, додека за пократок временски период, нормално останатите класи се покажале како подобар инструмент за вложување од акции. Исто така и додадена вредност на сето тоа што детето има увид во тие финанси, па така да мислам дека е многу подобро кога ќе му дадеме пример на детето. Еве, што направивме ние до сега имаш ти една обврска за понатаму и, како да кажам, да наметнеме една финансиска дисциплина кај детето. Така е. Таа финансиска едукација која што ти сега ја спомна, мене ми е навистина многу драга, бидејќи нешто што доаѓа како бесплатна услуга од страна на нашиот тим кој што работи во делот со управување со инвестицијските фондови и нели годишно имаме еднаш месечно, значи имаме за најмалите, за тие што не се средна и голема група, се еднаш месечно, дека за најмалите 4 пати во година. Да, за едната имаме за двете групи имаме по 7 пати во годината и една група имаме 4 пати во годината предавање каде што учиме многу различни концепти, интересни се за самите јуниори и ете на еден попрактичен начин учат за финансиските поими. Еден од тие финансиски поими е всушност инфлацијата, која што е многу зборена тема во последно време кај возрастните како се види. Реално гледаме дека луѓето веќе се повеќе ги допира тоа што цените на производите ги осеќаат дека се значајно повисоки од тоа што биле пред некоја година. Така да оваа тема за инфлација е, сметам дека битна тема во овој период. Па еве да видиме, Ивана, какви се статистиките, односно каква е реалната статистика која што излага за тоа каква е инфлацијата во Македонија, во светот и можеби кои се очекувањата во поглед на инфлацијата во идниот период? Кај нас во Македонија годината ја завршивме со 4,4% инфлација, што е значајно покачување на цените во однос на минатата година. Додека со последните податоци во јануари, инфлацијата беше уште повисока, 4,9%, што можеби е и највисоката инфлација уште од 2023 година. Односно имаше одредено намалување изминатиот период, додека во последните 2 месеци повторно забележавме одредено покачување. На друга страна, во Америка годината е завршија со 2,9% инфлација, додека во еврозоната инфлацијата беше доста пониска, 2,4%, односно се доближи на некој начин до тие 2% таргет кои што се на централните банки на секаде низ светот. Додека еврозоната беше нешто повисоко, 2,9%, додека ако земиме, обратно, во Европската унија беше 2,9%, што ако земиме за споредба како се заврши 2023 година, таа изнесуваше 3,4%, односно имаме некакво намалување на инфлацијата. Каква ќе биде понатаму инфлацијата, доста зависи и од сега, например, тарифите кои што ги најави Трамп, кон некои држави, конкретно кои што веќе се спроведе во Канада и во Мексико, а најави некакви тарифи за во Европа, така што останува да видиме како ќе се одвиваат понатаму работите. Централните банки најавија дека ќе има и понатаму намалување на каматните стапки, така што
очекувано инфлацијата да се намалува. Меѓутоа, постојат доста фактори најчесто во економијата кои што може да придонесат и на зголемување и на намалување. Така, значи очекувањето во моментов е да се намалува, Така, да се намалува инфлацијата. Секако тоа не е гарантирано, тоа е само очекување, но нешто што е многу интересно во животот, а тоа е дека инфлацијата може ќе се намалува, ќе постои секако, но како што нашите кариери растат, се развиваат и така натака, инфлацијата па на животниот стандард некако постојано расте и се зголемува. Па еве Сања, во однос на инфлација на животен стандард, кои се твоите главни совети како таа да се контролира кога платите, нели, и примањата растат, некако природно доаѓа и повеќе да трошиме? Ние секогаш викаме дека се шалиме на терен дека просечен човек не може да ја контролира инфлацијата. Меѓутоа, човек кој што правилно пласира средства и како може да ја контролира преку своите лични финансии. Овој феномен се јавува се повеќе и повеќе кај млади луѓе. Мислам дека најзафатен овде е IT секторот. Таму викаат дека не бараат покачување, него менјаат фирма директно, па се соочуваат со еден финансиски проблем кој што на терен викаат немам едноставно кај да ги правилно место каде да го пласирам капиталот. Е сега поголем дел од нив прават одредени грешки кои што се луксус, претерано трошење на средства, недоволно пласирање на капитал во различни финансиски инструменти и така натаму. Меѓутоа, ние имаме одредени решенија кои што можеме да им ги дадеме на тие луѓе за да ја намалат инфлацијата во нивниот животен стил. Првиот е да направат нови финансиски цели. Значи, нормално не можеме со различни плати да имаме исти финансиски цели. Тоа е сулудо да кажеме дека можеме да се движиме на ист правец. Второ е да направат една ретроспектива на процентот на кој што го одвојувале до сега, или најдобро е да се држат до процент на уплати или на заштеди. Да не биде тоа фиксна сума на која што е врежана, па без разлика колку е платата да тргаат настрана фиксна сума или да инвестираат, туку едноставно да одредат процент преку кој што ќе можат да прават инвестиција. Следна работа е да од процентот на покачувањето на таа плата или бонус кој што ќе го добијат, да одредат од тоа процент кој што ќе го користат за луксус. Значи да не биде цело покачување потрошено на луксус и на одредени финансиски добра. И следната работа е да го применуваат правилото од 72 часа. Тоа мислам дека е најпаметно нешто. Да видиме дали стварно навистински ни треба тоа што сакаме да го купиме или да си го дозволиме, а е полуксузно или е нешто што не сме можеле да го имаме со претходната плата. Така да тука се тие некои работи на кои што треба да внимаваат младите луѓе да се изборат со таа инфлација, едноставно паметно да ја користат. Во секој случај пласирањето на средства кои што ни прават поголема добивка и како игра улога дали ќе вложуваме поголем процент или помал процент од нашата добивка или плата. Така е. Согласувам овде со тебе дека навистина има индустрии во светот кои што сега постојат, каде што младите се навикнати на поголеми примања. Но сепак и кај тие сметам дека индустрија е многу битно правилно да ги планираат финансиските цели и правилно да се насочени кон штедење и инвестирање, да не се вложува во секакви ризични инструменти само поради тоа што се има во моментот пари. Апсолутно. Бидејќи економијата се менува, светот се менува. Нешто што некоја професија која што била предходно многу барана, многу брзо може да стане заменета и да биде трансформирана и така натака. Многу е битно во тој период кога се имаат повисоки финансии, паметно да се инвестира, да се најдат професионалци кои што ќе им помогнат во делот на како да ги пласираат своите пари, да не си иде сам ќе направам, сам ќе го лечам завод или сам ќе се шишам и така натака. Тоа е сепак дел кој што бара посебно учење, не е нешто што се учи во месец-два, бидејќи луѓе идат на факултет за тоа, поминуваат лиценци како CFA програмата и така натака, која што трае со време и време и навистина е многу амбициозно и
доколку се смета дека во овој дел ќе направат најдобри одлуки со само мало истражување и самостојно управување со своите средства. Ама и имав конкретен пример сега, состанок имав со клиент пред неколку дена, каде што кажуваше за некој негов пријател кој живее во странство, мислам дека беше во Швајцарија, се смееше дека неговиот пријател бил банкар, ама дека сепак плаќал финансиски советник за да му менаџира со инвестициите. И беше тој се смееше, пријателот е банкар, а сепак има некој кој што ќе му помага во тој дел, бидејќи не работел во тој дел. Па еве пример и јас лично, јас не пласирам директно во акции да одберам јас мои акции, туку си ги пласирам парите во ВФП дивиденда акции во најголем дел, јас моите лични пари ги пласирам со мала диверзификација во врсничкиот фонд и нешто во кеш депозит, но сакам да кажам повторно ги користам овие фондови бидејќи не идам самостојно да вложувам, баш поради тоа што знам како се управуваат самите фондови. Цврсто верувам дека со голем due diligence се прави истото и дека природно со самите приливи кои што доаѓаат во фондот природно се менуваат компаниите. Вложувам од еднашка со мојот помал износ во поголем број на компании. Вама ако сакам само една компанија во која да вложам, пример може ќе ми треба 200 или 500 евра или 1000 евра, има и такви компании и немам никаква диверсификација, а јас мислам не би можел $1000 да вложам само во една позиција и таа ако падне 40%, $400 да изгубам, тоа е ризик според мене, аз штедам за некоја цел. Така да дефинитивно е потребно, мислам дека на секој така како што кажа да има и некој финансиски советник, плюс па дури ако самиот работи како банкар, не па ако сте од различна професија да се амбицират да навлезат и станете професионалци, експерти во овој дел. Пошто и да станете експерти и да го совладате како материјал, после за да го сработите тоа исто така ви треба време и енергија. Така да, еве, субјективно сметам дека навистина фондовите и вака друштвата за управување со инвестициски фондови нудат прилично добра можност за правилно и добро пласирање на своите заштеди и остварување максимум од истото. Со цел да се оствари максимум од истото, но сепак имајќи ги во предвид ризиците кои што доаѓаат нормално со самото инвестирање. Како што кажавме, многу добра година, претходната година беше, таа е исклучок, исто како што беше 2023 исклучок, со прилично добри приноси на долг временски период е нешто што очекуваме. 6-7% нешто што е нормално ако се гледа статистика од подолг временски период, така да дефинитивно треба да имаме по-долгорочен пристап при анализирање и гледање на работите, не само тоа што се случило претходната година. Сега зборевме за 2024 година, но нешто што е многу поинтересно е што се очекува од глобалната економска сцена во следната година, односно во оваа година која што сме сега, во 2025. Кои се очекувањата, што ќе се случува, како ќе се движат пазарите на капитал, дали би можела да не дадеш некој дел од тие анализи? 2025 година доста интересно во главно ја започнавме со информацијата на кинеската компанија DeepSeek, која што направи сличен модел како ChatGPT, односно ги извршува речиси истите функции со доста помале инвестирани средства. Така што во идниот период повторно се очекува во фокус да остане вештачката интелигенција и вложувањата, инвестирањата во вештачката интелигенција, не само од поглед на компаниите кои што се дел од информатичка технологија секторот, туку општо и на сите други компании кои што ќе му помогне во работата и ќе го убрза процесот и оперативниот дел на секоја една компанија која што ќе може да искористи вештачка интелигенција. Дополнително во фокус исто така ќе останат и тарифите кои што ги најави Трамп и доколку тие се реализираат и во кој процент би се реализирали, во кој дел, како ќе одговорат на тие тарифи и земјите кон кои што се упатени.
дали тоа и како ќе влијае понатаму на економиите во светот и кои конкретно сектори би биле погодени. И дополнително трета работа која што исто така продолжува, како што споменавме и претходно, ќе биде инфлацијата и каматните стапки. Значи, дали ќе продолжат централните банки како што и најавуваат со намалување на каматните стапки, дали инфлацијата повторно ќе продолжи во надолно ниво, така што во 2025 година остануваат овие теми да бидат во фокус на инвеститорите. Така, значи 2025 година е година во која што има потенцијал за големи можности да се остварат, од друга страна имаат своји ризици со себе, всушност како и секоја друга година. И некако сите сакаат да знаат некој поголем инсайт за тоа како ќе се движат пазарите на капитал во следниот период, дали сега да се вложи, дали да не се вложува и слично. Па еве те прашувам дали е тоа битно и дали на тоа треба луѓето да се фокусираат, да предвидат што ќе се случи за следниот месец, два или година, или пак од друга страна да размислуваат за своите финансии на еден подолг временски период, односно каде ќе бидат нивните пари за 10 или за 15, каде ќе биде економијата за 10-15 години од сега. Ние постојано на инвеститорите ги советуваме и им предлагаме дека кога се вложи во акции, најчесто треба да се гледа да биде тоа на подолг период, односно да се гледа за 10 години, 15 години каква би била ситуацијата. Јас извадив една статистика за последните 20 години, значи од 31.12.2024 до 31.12.2024, еден инвеститор ако вложувал еден ист износ, например 1000 евра, секоја година, и тоа во 3 сценарија. Првото сценарија, ако секогаш уплаќа на најниската точка за таа година. Значи, токму тоа би бил најсреќниот инвеститор за таа година. Значи, кога била најниската точка, односно кога цените најмногу паднале, таму да ги уплатил тие 1000 евра, и тоа секоја година. Значи, во последните 20 години, секоја година да уплаќал поеднаш по 1000 евра на најниската точка. Тогаш можеме да видиме дека просечниот годишен принос за последните 20 години, и при тоа анализата е правена за вложување во MSCI World Price Indexот, кој што содржи компании од развиени економии, како што се САД, Европа и Јапонија, и во себе содржи над 1200 компании. Можеме да видиме дека при купување од тој индекс, просечниот годишен принос за последните 20 години, доколку се вложува на најниската точка, би бил 10,67%. Значи, ова е кога да купам, разговорите кои што ги имаме, дали ќе продолжи да паѓа, дали сега ќе продолжи да расте и слично. И како спротивна точка, направив исто и анализа најнесреќниот инвеститор. Значи, секоја година да уплаќал еден износ на највисоката точка. Значи, например, на 30 јуни 2008 година, например, да речеме пораснале берзите, и тогаш да уплатил и после тоа да имало пат. Па следната година повторно на највисоката точка да уплатил за таа година, тогаш приносот би бил 6,23%. Односно, можеме да видиме дека иако ја годел бил најнесреќниот инвеститор за таа година и ја годел таа највисока точка, сепак на подолг временски период тој има добар принос, 6,23%. Овде би сакале само да напоменеме дека и двете сценарија се крајно неверојатни да се случат, да сте толкав несреќник на највисоката точка 20 години да вложувате. Треба, или пак да сте толкав среќни на најниската точка. Ама направи уште едно сценарио доколку, например, би вложувал по еден ист износ на првиот работен ден секоја година, значи или на први или на втори секоја година, тогаш просечниот годишен принос би изнесувал 8,51%. Значи со цена на MSCI World Price на 31.12.2024 година. Односно можеме да видиме дека ова е нешто измеѓу, или тоа што ние постојано го споменуваме, дека просечно годишно приносот очекуван би било околу 7 до 10%. И сега кога да напоменам дека се симулации и сценарија кои што не значи дека ќе се повторат приносите во иднина или дека некој ќе ја погоди само најниската точка во иднина и слично.
Така што со ова мислам се потврдува концептот наш дека треба секогаш кога се вложува да се гледа на подолг рок да вложуваме. На подолг рок и да не се Да. прави многу дали сега е вистински момент, па дури пошто ова дури не е ни највисоката и најниската точка секој месец од годината, туку во целата Во година цела година, да. на една точка е вложувана Да. и во највисоката Значи, или всушност сме најниската. направиле 20 уплати во последните 20 години на највисоките точки во таа година и на најниските точки во таа година. Така што е доста неверојатна сценарија, ама пак да гледаме дека иако има разлика, сепак инвеститорите имале добра добивка во изминатиот период. Ова посочува да не дискутираме многу сега каква е економијата, што ќе се случува, туку едноставно редовно, дисциплинирано штедење, инвестирање е најдобро отколку да бркаме висока ниска точка и така натака, бидејќи има поголем ризик од стресот е поголем, беспотребно се прави тоа. Овде можеме да го завршиме, мислам, делот кој што е за инвестирање и лични финанси и да проминеме на еден нови вториот дел кој што за мене е исто така многу интересен и битен, односно еве опкружен сум со луѓе кои што се навистина успешни, секој во својата област и сметам дека навистина и двете можете да понудите одредено знаење за јавноста, па и за мене и меѓу себе, која што ќе служи за поголем и подобар напредок во нашите кариери во иднина. Па Сања, еве ќе почнам со тебе. Со едно типично прашање кое што обично сакам да го поставам. Секогаш ми е интересно кога слушам приказ на како нечија кариера започнала, како се градела, дали имало некои дилеми во однос на таа кариера. Па еве, Сања, ме интересира како започна твојата кариера и како знаеше дека всушност оваа кариера е вистинскиот пат за тебе. Мојата кариера започна сосема случајно, бидејќи немам апсолутно никаква допирна точка. Не сум економист, немам никаква допирна точка со финансии. И имав многу двоумења за тоа дали вреди човек тука да се посвети, дали вреди да се гради кариера во еден нетипичен начин на работа. Сакав да направам мој продукт, па така контактирав одреден лиценциран осигурителен брокер, кој што кога дојде на состанок ми даде понуда за да влезам во бизнис, да правиме соработка. Многу долго време се мислев, меѓутоа едно нешто ме водеше во цела таа приказка што ја разговаравме на состанокот, е дека имаме еден нетипичен начин на работа, цело време сме обкружени со позитивни луѓе, имаме неверојатна можност за развој, па мислам дека тоа беше пресудното нешто да пристапам во овој бизнис, иако мојата кариера започна пред 10 години, кога некои од поимите не беа ни толку достапни за да може луѓе и да ги изгуглаат и да истражат за нив и да можат да направат некоја, ајде да кажам, да споредат со нешто што е типично во тој временски период. Морам да кажам дека немав многу голема поддршка за сето тоа во тој временски период, бидејќи едноставно не знаев каде сум и лутав во... Наверојатно тоа е кога секој млад човек се бара себе си и истражува која е неговата можност, каде може да се пронајде, си истражува самиот себе си за што е способен, за што нешто му одговара, а што не. Така да, мислам дека имав многу добар ментор кој што ме водеше во цела оваа кариера и ден денеска истото го правиме со консултации и многу е важно во градење на една кариера да имаш човек кој што стои до тебе. Тоа е првата работа која што функционира, така да следењето на успешни луѓе беше еден мотив за да навлезам подлабоко во сето ова. А потоа ја видов добрата логистика на фирмата, ја видов можноста на пазарот за информирање на клиентите, потенцијалните клиенти во однос на финансиските инструменти, видов една лагодна атмосфера, убави луѓе и
тоа е вајда нешто што се уште ме држи динамична работа, исто така не сум човек кој што сака само едно нешто да прави во текот на денот. Запознавам сигурно 2-3 непознати луѓе во текот на денот на состаноци и мислам дека тоа е нешто што има одликува да можам да се пронајдам во сето тоа, а исто така и да искористам шансата за успех. По религија сум опортуниста, па сакам да прифатам се што доаѓа до мене и да видам како можам да го излучам најдоброто од тоа. Така. Многу импресивно за тебе навистина тоа што некој кој што немал допирна точка со економија, еве се вложил, напредувал и дошол до момент да биде и лиценциран осигурителен брокер, и инвестициски агент, и пензиски агент. Значи тоа се лиценци и знања за кои што требало да се учи, поминува и да се совлада. И всушност баш покажува на твојата дедицираност за напредок, за учење и за напредување, што мислам дека е убава порака за секој кој што не гледа, млад човек кој што почнува да се гради, па дури некој кој што досега немал толку среќа да се пронајде во некоја кариера, дека секако може во одреден момент и да смени насока и да се развие во нешто сосема друго, доколку се сака. Апсолутно. Желбата, мотивираноста за промена, излегување од тој шаблон на фиксно работно време, фиксна плата, фиксни колеги, фиксна работа. Едноставно, мислам дека полека младите се разбудуваат за тој начин на функционирање, така да ја ги охрабрувам сите кои што имаат дали некакви сумњи или некакви можности им се пружа некоја шанса да искористат нешто апсолутно, затоа што ја не знаев на почетокот кај ќе ме доведе сето тоа. Буквално не знаев уплатничка да потполнам и некои такви анекдоти кои што ни се случувале на терен. Меѓутоа, после 10 години едукацијата која што ја добив овде и можноста за сите тие лиценци, мислам дека беше една огромна отскочна таска за целата кариера. Многу ми се допадна ова, посебно оној аспект take the chance, значи кога се дава можност, згни се, земи, вложи се, искористи ја можноста, не пропушти да поминуваат можности, ки има уште една можност, така натака. Не секоја можност која што се јавува сега, нормално истражи ја, види дали вреди, ама направи чекор напред за да се вложиш да постигнеш нешто. Апсолутно, кај младите луѓе има еден фактор кој што го немаат постарите, а тоа е време и го имаат енормно многу на располагање, меѓутоа ако се опуштат многу лесно може да го снема. И единствено нешто што треба да го вложат кога станува збор за ваква кариера. Така да времето го имаат на располагање, можностите се кај нив само да може да ги искористат шансите. Така е. Како раководител на сектор за инвестирање, твоите обврски се доста динамични. Голем број на обврски, различни активности, тим со кој што раководиш и така натака. Па еве, може би еден предизвик кој што луѓето го имаат во своите кариери, на работното место и слично е, па и во приватниот живот е како да организираат различни работни задачи во динамична атмосфера, па еве како ти успеваш да ги организираш своите активности, да сето тоа функционира на начинот на кој што функционира. На почетокот кога станав раководител, морам да признам дека доста лошо ги менаџирав сите тие обврски. Некако кога ќе се вработиме сите, сонуваме за брзо напредување, за многу учење, да те почитуваат во фирмата кај што работиш и слично. И јас доста брзо некако станав раководител, барем јас се осеќав дека доста брзо, на доста ниска возраст, веројатно 24 години. И многу ми беше тешко да пренесувам обврски на другите колеги кои што беа во мојот сектор. Некако се осеќав дека сум доста млада, можеби, па како ќе се осеќаат тие ако јас му давам обврски и слично, што во еден момент се доведов во ситуација да во текот на работното време јас само им помагав на останатите, ги обучував, ги работев тие работи кои што адхок излегува и кои што мораше да се заврши, а сета останата тековна работа ја завршивав дома. Каде што после тоа со разговор, мислам со моите претпоставени, со нивните совети кои што ми ги даваа, полека почнав да пренесувам обврски на останатите. Со тоа што во почетокот исто така имав голем проблем,
се мораше да исконтролирам дали е се завршено како што треба. Повторно тој страв дека раководител, па дали се добро ќе се заврши и слично. Така што мислам дека веќе доста долго време веќе полека го научив тој дел во делот со менаџирање со колегите. Меѓутоа сега сега веќе почнав да правам и разлика што е итна обврска и која е обврска доста важна, меѓутоа имам одреден простор кога да ја завршам. И многу често имав и една ситуација со колега, секогаш прашувам до кога имам период ова да го завршам, па баш ми спомна, секогаш ме прашуваш до кога да завршиш и тоа е менаџирање на време, на што да ставам приоритет, на што да оставам можеби за на крај на денот или за утре и слично. И се таковно со запишување, бидејќи доколку нешто не запишам, доста лесно може да се заборави. И многу е исполнувачки кога некоја запишена обврска ќе си ја чкртнеме или ќе ја штиклираме дека е веќе завршена. Така што доста со време, со организација на време и слично. Ова ќе го завршам, например, до 3 часот, до 4 часот ќе ми остане време за тоа да го завршам, па ако нешто дополнително излези, можеби ќе се распредели помеѓу тимот таа обврска и слично. Така што, иако е динамична атмосферата, мислам дека се е искуство, со тек на време се си доаѓа. Јас морам во овој дел да споделам една многу убава порака, односно приказна која што не е приказна туку како совет за баш за менаџирање од една книга која што ја имав прочитано. Насловот беше Who's Got the Monkey. Односно главна работа всушност која што е советува во тој дел е дека раководителот која ќе пренесе одредена обврска на човек во тимот, таа обврска е пренесена на него и кога ќе дојде во момент да има, значи манки не е веќе на твојот шолдер, не е на твојата рама, туку е на неговата рама. И тој го носи мајмунчето на рамото постојано. Сега кога ќе дојде проблемот, доаѓа вработениот во тимот и вика јас имам проблем, ајде да го решиме и го префрла мајмунчето повторно на твојата рама. Сега многу е битно во тој момент раководителот да му помогне на вработениот да го совлада тој проблем, но вработениот да знае дека мајмунчето не е веќе на рамото на раководителот, туку да му го врати мајмунчето и ти мора да бараш исто така решение на проблемот, додека јас го барам тоа решение. Тоа мислам дека таа статија многу ми значеше. Мене лично барам кога се работеше за менаџирање на процесите и навистина сметам дека може да биде корисна за раководители кои што можеби сега таа започнува да бидат раководители на сектори и така натаму. На тој начин мислам дека и сите во тимот растат и напредуваат, бидејќи ако само се преземаат обврските, се доцни и слично, тогаш веќе сите стагнираат. Сите си работат истата работа и веќе нема напредок, нешто ново да се учи, нешто ново да се помага и слично. А кога вака се преземаат обврски, со секоја преземена обврска веќе и учиш ти нешто ново. Дали јас од некој друг, дали некој друг од мене и на крај целиот тим расти понатаму. И секој се разбива и секој учи некои нови работи. И морам да признам дека си многу самокритична, воопшто не ти беше толку проблематично на почеток почнувањето како раководител. Мислам дека добро се одвиваа сите функции. Да, се добро функционираше, ама со одреден терет, да. Да, со одреден терет. Сања, во твојот тим многу се работи на едукација. Јас лично мислам дека едукацијата е прилично битна. Па сакам и твое мислење да слушнеме колку едукацијата е битна за младите кои што почнуваат, нели некако кога сме деца, мислиме дека кога ќе дојдеме факултет и ќе завршиме со факултет, тука завршува учењето. Тука завршува се. И после тоа нема веќе учење, се забораваат и книги, и материјали, и се. Па да ни кажеш ти твое мислење на оваа тема. Едукацијата, особено во нашиот дел или во нашиот сектор, е фундаментален процес кој што едноставно е потребен на младите луѓе.
Особено морам да дадам акцент на луѓе кои што никогаш до сега не се занимавале со финансии. Тоа е главното нешто кај нас кога ќе се дојде во тим, бидејќи работам со прилично млади луѓе, едукацијата можам да кажам дека е на многу по-неформално ниво кај нас донесена. Имаме одредена академија која што ја спроведуваме за млади надежни професионалци, луѓе кои што сакаат да се професионализираат во овој оддел. И таа академија работи на одредени развивање на одредени вештини кај млади потенцијални професионалци. Тоа е дел на комуникација, продажни вештини, менаџирање, решавање на одредени проблеми во дел на менаџмент. Можам да кажам дури и некои особини како додавање на самодоверба на терен, личен развој, професионален развој и така натаму и така натаму. И многу често гледам на терен дека едноставно луѓето и грдни пари плаќаат за такви одредени едукации. И тоа ме радува, прво за тоа што младите луѓе сакаат да научат нешто повеќе. Тоа е првиот чекор за да можеме да очекуваме дека ќе се не само во делот на финансии, туку едноставно во целиот процес ќе направиме еден личен развој. Апсолутно живееме во едно време кај што младите генерации точно знаат и што сакаат и што не сакаат, па тоа е многу полесно за да можеме да ја спроведеме едукацијата кај луѓе кои што, ајде да кажам, се желни за ново знаење. Таа академија кај нас е една комбинација на искуството од ментори и директори од една страна и желбата за знаење на новите потенцијални клиенти, соработници, односно на друга страна. И тука се прави еден процес на вежбање на реални сценарија кои што се соочуваме на терен, реални проблеми со кои што се соочуваме, технички работи кои што треба да бидеме во тренд во делот на економијата и така натаму и така натаму. Меѓутоа сметам дека е многу важно да се вратиме на суштината. Едукацијата дека е многу важна и дека секој човек кој што има прилика, еве пак ќе се вратиме на тоа, да ја искористи, да може дали бесплатно или на друг начин да ја има крај себе едукацијата, да ја користи. Така, ние сите работиме со доста млади луѓе, нашите тимови се составени од млади луѓе. Мене ми е многу интересно, поради тоа што понекогаш доаѓам во одредена дискусија со можеби луѓе од повозрастната генерација, па и од мојата генерација исто така, каде што некако по навика секогаш ги критикуваме по младите генерации, односно имаме чувство дека се помрзеливи и дека помалку сакаат да напредуваат, дека помалку работат, помалку знаат, помалку едукација имаат и така натака. Па еве ме интересира кое е твоето мислење на оваа тема, дали се согласуваш дека секоја генерација е се полоша и полоша, или пак имаш некое различно мислење во овој поглед? Не мислам дека е секоја генерација се полоша и полоша. Прво затоа што младите луѓе во мојот тим воведоа многу иновации во работата. Ја подкрена на едно повисоко ниво, ги дигитализира некои работи кои што може имавме претходно пешки одење до сето тоа. И искрено, пак ќе се навратам на тоа, стварно имаме една генерација која што точно знае што сака и точно знае што не сака. Па така е многу полесно едноставно да ги сортираме луѓето дали се за бизнис или не се за бизнис. Апсолутно не е секој човек роден за да биде бизнисмен или да биде во светот на финансиите. Меѓутоа тој што сака, верувајте ми, не знам од кој беше, има една анегдота, ако сакаш да биде нешто завршено брзо, дај му на мрзлив човек да го заврши. Затоа што он ќе смисли начин како побрзо да дојде до истото, а не како не работи напорно, туку работи паметно. Така да јас сум задоволна многу од младите генерации, како функционираат, како настапуваат, колку ги искористуваат можностите кои што им се пружаат, како функционираат, како пливаат во тоа неформално образование, затоа што формалното образование реално го загушува предприемачкиот дух.
Сето тоа неформално образование кое што го имаме и кое што, без разлика дали сме ние или некој друг го дава или го слушаат на одредени академии, и како може да користат за да го разбудат тој предприемачки дух кај нив. Ако се мрзели, уште поубаво, можеме да поминеме многу побрзо низ одреден процес и да дојдеме до квалитетен материјал за работа. Така. Ивана, еве и ти си окружена со млади луѓе. Твојот тим е составен од млади професионалци, па ме интересира која вредност ти ја бараш кај младите луѓе, односно што мислиш која вредност е битна тие да ја имаат и на која треба да работат за да напредуваат во твојот тим и во компанијата. Веројатно тука првен ќе се надоврзам на ова што Сања го зборуваше, дека на почеток ќе биде најважна жалбата за учење, бидејќи поголемиот дел и кај нас вработените во мојот тим се луѓе без кои што претходно немале искуство, односно започнуваат да работат од факултет, така што во текот на целиот живот е важно учењето, меѓутоа во тие први моменти треба постојано да бидат желни, да имаат поголема желба и да се надоградуваат и да учат нови работи. Јас, например, конкретно, завршив математика, математичка економија, меѓутоа, кога се вработив тука, делот поимите и не ми беа познати, па секој ден кога си одев дома ги читав тие поими, па ги запишував, па читав други книги, па запишав некои курсеви, се со цел да се надогради знаењето. Нешто дополнително што исто така го е важно, самодисциплината и сериозноста кога се извршува една обврска. Кога ќе се даде некоја обврска да биде завршена, треба да сме сигурни дека таа обврска ќе биде завршена во дадениот рок. Односно, токму тоа дисциплината и одговорноста, да имаат, да бидат доста одговорни. И нешто исто така што е дека доста е важно како се справуваме со предизвиците, бидејќи знаеме во текот на работата често се случуваат и да се случува и да имаме поголем обем на работа, да имаме некои и технички проблеми кои што некогаш ќе се јават и слично. Доста е важно да се биде фокусиран во тие моменти и да се биде сталожен и стабилен како ќе се решат тие работи. Така што и нешто исто така што тука го цениме, да дополнаме тоа што да се биде проактивен, односно дали тоа ќе биде од истражување на можности за инвестирање, дали од давање на нови идеи кои што ќе донесат бизнис на компанијата, или пак некогаш поедноставно и да се праша некое прашање кое што ќе понатаму ќе произлезе, ќе донесе некоја идеја. Доста цениме, значи, во било која област, да се биде цело време само иницијативен, да не треба само постојано да се даваат насоки што да се направи или инструкции и слично, односно баш да се биде проактивен во текот на работењето. Јас мислам дека одреден млад човек, барем во моите очи, најмногу расте, тоа секако одговорноста ми е клучна, дека мора човек да биде одговорен за обврските и ако има задача дека треба да ја заврши, ако не ја заврши, тоа е лоша слика за него, но во однос на И ова не е од аспект дека не сме да праша доколку нешто се соочува со некаков проблем или слично, само да не остане обврската незавршена, целиот тим да смета дека таа обврска е, например, завршена. Така е. Во однос на напредокот, според мене, што е клучно е и најмногу ми остава позитивен, како да кажам, ефект од после, е кога некој колега ќе направи нешто што носи развој надвор од неговите активности. Пример, некоја дополнителна автоматизација, не е воопшто, значи нешто што е додава дополнителна вредност од нешто што досега не постоело. Тоа е нешто што мислам дека секој вработен, без разлика во која компанија е, треба некако во својата позиција да најде како да додаде некоја вредност која што ќе биде дополнителна за тимот, за компанијата и така натака, и тоа е, мислам дека најмногу, како да кажам, поени се добиваат во тој момент. Некако луѓето кога се вработуваат и на своето работно место, знаат да се ги бараат маните на позицијата која што ја имаат. Знаеме ние како луѓе да се жалиме дека ни е тешко, напорно, работава нечини, ваква е, таква е.
Односно, секоја работа според мене има одредени мани и предности и мислам дека е битно многу повеќе да се фокусираме секогаш на предностите на работата која што имаме, нормално не заборавајќи ги и маните, па да нели личното чувство кое што го имаме во однос на работата. Па Сања, мене ме интересира во однос на твојата професија како осигурителен брокер, инвестицијски агент, пензиски агент, човек кој што е значи постојано во контакт со луѓе, односно се занимава со продажба на финансиски производи. Кои се според тебе предностите и мани на твојата кариера? Предности има многу и реално можеби во зависност од тоа како ги гледаме работите, некои ќе ги сместат во мани. Меѓутоа јас дефинитивно мислам дека се предности, тоа е динамичноста на работата, како што кажав претходно, запознавање на нови луѓе, влегување во контакт и решавање на одредени финансиски потреби на тие клиенти, градење на тимови, динамична атмосфера, во постојана едукација во цел тој процес, апсолутно солидни заработки и за млади луѓе како награда во цел овој процес и за нас како лиценцирани агенти, брокери и така натаму и така натаму. Ајде да кажам дека постои само една единствена мана во цела оваа работа, а тоа е да не се влезе во оваа франшиза или во оваа фирма или овој начин на функционирање тука во време кога, ајде да кажам, финансиите се една тема која што допрва ќе се развива кај македонските граѓани, да влеземе на време и да го фатиме овој бран на финансиско советување или консултации или нудење или продавање на финансиски продукти, мислам дека е единствена мана. Значи да ја испуштиме шансата да можеме да влеземе во овој процес, а нормално немањето на фиксно работно време колку е и добро, толку е и лошо во цел овој процес. Ние често се зафркаваме, не сакавме да работам од 8 до 5, па затоа работиме 24/7. Од 8 до 10. Затоа работиме од 8 до 10 и тоа ни е една... Меѓутоа некој ќе каже дека е мана, јас ќе кажам дека е предност како мајка и како жена. Искрено многу е важно да можеме да го контролираме тоа работно време, а нормално истото бара и соодветна дисциплина. Само дисциплина во сето тоа. Така да не знам кој дел кај ќе го сместиме, што е мана, што е предност, меѓутоа дефинитивно пак ќе се навратам на тоа дека најголема мана е да не започнеме ако сакаме нешто да изградиме тука. Нема да бидеме реални, не може човек да работи од 8 до 8 ако нема желба за таа работа. Апсолутно тоа е да, апсолутно да. Дека секој од нас кој што работи и се вложува, тоа е поради тоа што има некоја желба, интересна е работата, сакаш да го работиш тоа, да направиш нешто плюс и затоа е така. И таа љубов која што имаме кон професијата, мислам дека навистина не води и не движи сите нас напред како компанија. И за крај, Сања, бидејќи мислам дека прилично доста го продолживме подкастов, сакам да те прашам, еве едно последно прашање, совет, која според тебе е главна карактеристика, твоја лична, која што би ја одвоила како нешто што најмногу ти помогнало во твојот напредок во кариерата и нешто што еве би советувала на некој млад човек денеска да ја усвои за да напредува подобро и постабилно во својата кариера? Мислам дека прифаќањето на можности е дефинитивно едно нешто што не одликува, мислам, лично мене и експериментирањето во цел тој процес. Тие се вајда две работи што одат рака под рака, не може едно без друго, не можеме да експериментираме ако не ни се пружи шанса. Така да дефинитивно охрабрувам сите луѓе млади да се бараат во нивните професии, се дека не се чувствуваат комфортно таму каде што се. И ако не се чувствуваат, да продолжат да експериментираат со своето барање. Тоа е следната работа. И јас ќе го заокружам ова со една реченица на мојот ментор, а тоа е дека шансите се насекаде околу нас, меѓутоа во нас се можностите како ќе ги искористиме истите. Ви благодарам на двете, мислам дека и за мене и за сите слушнавме многу корисни работи кои што секој за себе може и во делот со инвестирање да ги примени,
Се надевам дека ќе помогнеме на некој да почне да штеди, да оствари некоја финансиска цел со овој подкаст, да го пушнеме во тој правец и да после 10 години да си рече добро, донесов правилна одлука денеска. И од друга страна дека помогнавме на некој кој што не гледа во развојот на својата кариера. Ви благодарам уште еднашка. Драги гледачи, ви благодарам и на вас за одвоеното време да не и слушате. Се надевам дека ви беше интересно и корисно и дека ќе се видиме и на следниот наш квартален инвестициски подкаст. Ви благодарам. Во срцето на главниот град на Македонија, ВФЛП Фонд Менаџмент стои цврсто како инспирација за иновации и доверба во финансискиот сектор. Водени од тимот искусни професионалци, ние не управуваме само со вашите средства, туку создаваме наследство вкоренето во сигурност и перспектива. Инвестирајќи во над 1000 квадратни метри врвен деловен простор, ја потврдуваме нашата посветеност кон Македонија и овдешните клиенти. ВФЛП Груп, за посветла финансиска иднина на сите.